Тоа Ајде коментар за работната група, после се состанот и на експертите и кои се вашите очекувања, бидејќи вие не учествувате како партија. експертите. Вчера беа Тие објаснати. се експерти? И јас сега ве прашувам, вие... Немам што да додадам за семените стебла во ДУИ во СДСМ. Се срамам од нивниот срам. Да, ако имате други прашања, Што поверите. очекувате Ништо не очекувам. во подготовката на амандманите? Очекувам одговорност, бидејќи кога ќе дојде првиот чекор во парламентот, а тоа е нели отварање на постапката односно отпуштување на постапката и утврдување на потребата за отварање на уставот, да не успее. Тоа ќе биде уште една политика на Ковачевски која што не успеала и потоа кривична одговорност за овие кои што ќе земаат хонорари од народот, а практично нема да сработат ништо, бидејќи нивната работа е безпредметна. Така што можам да кажам дека еве го повикувам Ковачевски да не биде кукавица, веднаш да ги достави иницијативата да ја достави до парламентот и пратениците во парламентот да го дадат својот став по тоа прашање. Јас само можам исто така да го потврдам ова што го кажа председателот на Социјалистичката партија, дека коалицијата која што за обнова на Македонија, која што во парламентот брои 44 пратеника, нема да ја поддржи оваа иницијатива за отварање на уставот. Час поскоро да ја затвориме оваа тема, имаме поважни работи. Не крадат при здрави очи, плячкаат милиарди од народот, здравството ни е катастрофа, децава во школа немаат книги. Дајте тоа да збориме. Ова треба да го игнорираме и да го затвориме. Ова е уште една политика на Димитар Ковачевски која што ќе биде поразена, а јас ќе повторам дека за ова ќе има одговорност. Повторно ќе кажам, не знам колку сериозно не разбираат, но за ова ќе има одговорност. Да. Господине Мицкоски, по однос на изградбата на коридорите 8 и 10, извини. Може ли да ни кажете, барате влада да се изјасни кој ќе ги проектира автопатите, во исто време кој ќе ги плаќа пеналите? И како го коментирате тврдењето на Ковачевски дека 51% македонски градишници ќе работат на автопатите? А вчера објавивте дека, односно согласно договорот, дека се 30, само 30%. Останатите се увизени од надвор. Да, видете, една суштина треба да знаеме сите, а тоа е дека ова не е историски проект, ова е историска плячка и должничко робство во кое што владата на ДУИ, поддржана од малцинскиот партнер СДСМ, ја турка Македонија. Тоа е многу важно. Тоа треба цела јавност да го знае. Затоа што оние милиарда и 300 нема да бидат милиарди и 300, туку многу лесно ќе дојдат можеби повеќе од двојно од таа сума. Зошто? Затоа што ние во текот на вчерашниот ден кажавме дека преку свиркачи добивме верзија на договорот која што тие свиркачи тврдат дека е онаа верзија која што ја потпишала владата со компаниите изведувачи. И тука ја користам оваа прилика да кажам дека ние со ова немаме апсолутно ништо против компаниите кои што успеале вака да сработат еден договор со владата. Ние имаме проблем со владата на ДУИ поддржана од СДСМ, која што ја става Македонија во подреден улога. Вие веќе споменавте две работи, а тоа е лагата дека мнозинството работници ќе бидат од Македонија. Не е точно. Малцинство ќе бидат работниците од Македонија и тие дали ќе успеат да ги најдат. Тоа е под еден. Под два, објавивме документи кои што се содржани во договорот дека бараат, иако се свесни дека е антиуставно тоа, продолжување на работната недела од 40 работни сата на 60 работни сата. Исто така објавивме дека потпишале договор во кој што при евентуален спор не е важечко македонското законодавство, туку е важечко некое друго законодавство, во случајот на Англија и Велс, кое што по самата своја суштина е различно. Македонското законодавство спаѓа во групата на така наречените континентални закони, додека пак законодавството на Англија и Велс спаѓа во групата на аглосаксонски модели на закони. Сосема поинаков е пристапот. Нема деманти, луѓе. Ова е неверојатно нешто што се случува. Нема од владата деманти или потврда. Дали е ова така? И конечно, ова што вие го споменавте, некој ќе проектира, а евентуалните грешки во проектот ќе ги плаќаме ние преку јавното претпријатие за државни патишта. Граѓаните, односно државата. Ќе повторам, компанијата изведувач ќе проектира, а вие, граѓаните, ќе го плаќате тоа што ќе биде погрешно преку јавното претпријатие за државни патишта. И во периодот кој што ќе следи,
ќе отвараме од оваа верзија на договор, која што според нас ја има доставено свиркач и вели дека е таа верзијата која што е подпишана, ќе отвараме и други детали во јавноста и ќе се занимаваме и со цените, но и со оние цени кои што во договорот се ставени како ТБД, to be defined, односно допрва ќе се дефинираат и ние имаме основа на сомневање дека тоа најмалку двојно ќе го зголеми оној буџет кој што претходно Димитар Ковачевски и останатите околу него ни го презентира во јавност. Така што допрва ќе се изнаслушате и допрва ќе се изнагледате како еден проект кој што навистина треба да се изгледа. Ако мене ме прашате, да, треба да се изгледа и тој е дел од програмата на коалицијата. Но не на ваков начин. Не да се плячка и да се лаже народ. Тоа треба сите ние да го знаеме. За ова ќе има одговорност. Ќе повторам, за ова ќе има одговорност. За сите оние кои што се обиделе да го манипулираат народот, ќе сносат одговорност. Активностите на политичките партии во изминатиот период, вклучувајќи и вашата, вчера отворивте градски комитет. Да. Владеачката партија на терен е веќе подолго време. Дали сме поблиску до избори отколку до уставни? Ние сме и партија и коалиција која што е дел од народот и ние сме континуирано на терен и до народот. Ние сме подготвени за избори веднаш. Само очигледно дека стравот и кукавичлукот во владата на ДУИ поддржана од малцинскиот партнер СДСМ е голем, се плашат од народот. Тие бегаат, се плашат да достават до парламент иницијатива, се плашат да го покажат во јавноста договорот, се плашат бегаат од избори. За жал, ние си имаме работа со кукавичка влада. Еве, господа, ако не сте, покажете. Излезете на терен да видиме граѓаните што мислат. Тоа е. Ние сме подготвени веднаш. Да, ви благодарам, убав ден да имате.